Дали е по ваше барање, господине Заев, или е одлука директна на господина Џафери? И ви одговорам јас на крајот кога ќе завршите со говорот. Него го прашувам. Веројатно е негова одлука, он си одлучува кога дава, кога зема. Тоа е моја надлежност, Има правила или јас нема правила. Ако имаше за предлогот за одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, директен предност, редно беше. И мислам дека е важна ова тема и јавноста да директно да ги соочиме аргументите. Вие си го кажавте, но оставаме да медиумите го пренесат онака како што тие мислат, но најдобро е да има директно соочување на народните пратеници преку директен пренос. Тој донесе одлуката да има директен пренос за првата фаза, не знам зашто се смени. Но, еве, он вика дека тој така одлучува, тој така одлучил, па јавноста нека цени дали е добро или не. Прво, господине Заев, гледам денеска сте малку посмирен, порелаксиран, отколку првата фаза. Не бевте, прошлиот пат не бевте. Не бевте, доста бевте малку вознемирени, ви требаше 80 пратеника. Сега ви треба 61 и затоа малку посмирени сте. И добра е, така како вие кажавте, во една порелаксирана атмосфера, да се расправа за промена на Уставот. Нешто што е најбитно, најзначајно за една држава. Тоа е Уставот на Република Македонија. Многу се расправало првиот пат кога се носе Уставот. После кога се менјале до сега 32 амандмани имале за промена на Уставот, се воделе дебати. Јас знам, во моје време има две промени на Уставот и тие се две со консензус измеѓу власта и опозицијата. Со консензус бија донесени. Не вака на брзина, со реакција на јавноста, на опозицијата и на народот. И на оне незадолжителен, на консултативен референдум кога одлучија граѓаните, но поедно можам да ви честитам. Искрено тоа го кажувам, што, например, вие излеговте начело на таа мала владина група, не се заскривте зад едно колективно тело и цврсто решивте да го промените Уставот, без оглед на сите последици што ќе ги има Република Македонија. Тоа може да се каже која една доблест, затоа што дали верувате во тоа или морате да верувате, но тоа го правите. Значи, напред одите начело на таа колона за едно вакво значајно прашање, да се само укине, условно да кажам, Република Македонија. И второ нешто кое што во политичката пракса го прикажувате, кое што е и во праксата го се применува. Има една поговорка која што вика, слонот вика како се јаде. Ако земиш да го изедиш моментално, слонот не можеш да го изедиш, затоа што ќе пукнеш, не може сам. И има, затоа пракса вика парче по парче. Парче по парче, за одредено време, дали месец дена, 2 месеци, 3 месеци, ќе го изедете слонот, вие реално го применувате во пракса сега. Конкретно за промена на Уставот на Република Македонија. Верујте. За да ви покажам дека е така, накратко само, не сакам да... Јуни има Заев, вика, додека ме држи памет, нема да дозволам промена на Уставот. Топ тема, Заев, нема промена на Уставот. Тоа беше све пред договор. Не гледам после, вика, февруари 2018, не гледам потреба за промена на Уставот. При посетата на Струга исто така имате изјавено. Заев после вика, СДСМ цврсто ќе стои на црвената линија. Нема промена на име, устав, идентитет. Да не набројувам после еден куп изјави ваши, да не набројувам војанари што кажате, да не набројувам министерот за надворешни работи кој го менјаеше уставното име со Илинденска Македонија што рече и дојде договорот. Го подпишавте и го променивте. Името го променивте, господин Заев.
И после се заскривте, сакавте се заскриете зад македонскиот граѓан. Но не ви успеа. Многу е попаметен и од нас, и од мене, и од вас, и од сите нас политичари македонскиот граѓан. И донесе одлука. Не на нас задолжително, како што ветовте, него на консултатив. Но и покрај тоа вие не го слушате гласот на македонскиот граѓан. И сега дојдовте одека пред месец дена, кога беше, нема месец дена, во прва фаза, која што спротивно на волјата на референдум, излеговте со промена на името. Сега расправаме за амандман 33. Не расправаме за сите, така е поделом, и така би требало да се држиме. За амандман 33. Пред 3-4 дена или колку беше на недела, вие самите изјавивте дека еве сега пратениците може да поднесат амандмани на нацрт амандмани. Ја ви одговори во една Facebook, условно да кажам, порака дека во овој момент нема амандмани. Во овој момент пак има само согласно делник предлози и мислења. Првиот пат, при првата фаза, исто така имаше предлози и мислења. Но тогаш немаше нормативен дел. Сега има конкретно нормативен дел и пак ние како пратеници имаме само предлози и мислења. Толку, да не се замојуваме сите. Еве конкретно и нема ни амандман, затоа што нема ни писмо дека може да се поднесе. Во трета фаза ќе има амандмани. Господине Заев, амандман 33, за него расправа. Вика, во Уставот зборовите Република Македонија се заменува со зборовите Република Северна Македонија, зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија. Знаете во колку члена во Уставот тоа? Преку 50 члена. Еве, или ја ги бројал 51. А во некој член има по 3-4 пати се спомнува тоа. И не е така едноставно, само ај. Зборот Република Македонија се заменува со зборот Република Северна Македонија. Кога ќе дојди преамбулата, вториот амандман, само тука да ви кажам, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пати се додава Северна Македонија. Ако идеме стрикно, а така треба, тој пензионираниот професор по уставно право, што ви е советник и што ги пишал амандманите, требало да ви каже, а и во владата, веројатно знаат, има стручни служби, не може така да се мене нормативно. Верувајте, најискрено, најпоштено ќе беше во секој член да се каже како што 32 пати сме го менували уставот, за секој член имало амандман. Например, во нормативен дел кажува и после во став 2 пишува со ова се заменува член тој и тој, став тој и тој. Немојте така са, барем да биде правно-технички како што треба. Устав, утре ќе треба да го применуваат, ако дојде до промена. И институциите, и сите. Не може така со еден збор целиот устав да се смени. И затоа во третата фаза ви кажувам дека треба да го промените. И еве, ако толку се плашите дека 50 амандмани, па на сите 50 амандмани ќе има по 3 дена, 150 дена, ви кажуваме. Направите го нормативно онака како што треба, а во однос на промената само еднаш кога ќе збориме за по 3 дена за тоа. Не се плашите дека на тој начин би го закочили. Устав е, треба се применува. Ве замолуваме, значи, укажете им на службите во владата и укажете им на тој професор по уставно право пензионира, што ви е советник, како се пишува уставни амандмани. И се плашам, веруете, ќе дојде за брзо време и третата фаза. Се плашам дека ќе види многу полоша од ова. Затоа ви кажав поговорката што претходно што беше. Таа ќе биде најлоша и крајна. И тек тогаш не го споменавте Охридскиот рамковен договор во предлогот за пристапување кон одлуката за промена на устав. Не го споменавте. Кажа Бујар Османи на телевизија дека ќе биде внесен Охридскиот, вие излеговте утредента и викавте не. Тоа е тоа на поговорката што вие кажа. Еве, колеги, пратеници, да сме здрави, живи,
ќе дојде врву време, ќе видиме третата фаза, тогаш ќе мора да истрчате со све што ги имате договорено и со све што треба да го поднесат македонските граѓани. Таа ќе биде најлошото. Тогаш ќе видиме како ќе парате оправдание. Однос на заштитата на идентитетот. Господине Заев, вие викате заштита на идентитет. Како сега заштитено кога утре ќе се викате Северна Македонија, си ја Северна Македонија? Како не така? Господине Заев, веруете, да беше одредницата географска, например Северна, пред Република, окей. Северна Република Македонија многу различно од Република Северна Македонија. Знаете вие дека е така. Не сте можеле само тоа да го избоксувате, условно да кажам. Првин од надворешна употреба која што беше до сега секојаш заложбата на сите претходни преседатели на државата, премиери, го унесовте и во натрешна употреба и промена на целосно идентитетот на Република Македонија. Знаете, во преамбулата како пише, почнува од Крушевска, па прогласот, па референдум, па Охридскиот рамковен договор и вика ја конституира Република Северна Македонија. Значи, од тогаш е конституира, претходно не била конституира, го бришите дури зборот одлучи. Но да не навлеземе во вториот амандман. Затоа викам на оние пратеници што мислат дека е заштитен идентитетот, како што вие им ветивте, не е заштитен. Не е заштитен. Ова што го кажувате со одлуката за прогласувањето на уставните амандмани никогаш немало и нема таква пракса и нема можност, она што викате, да зависиме од одлуката на ратификација на договорот во Грција или пристапувањето кон НАТО. И како ние после ќе се повикуваме, кога ќе применуваме уставот, ќе се повикуваме да овие амандмани важат, затоа што таа одлука на тој зависиме од друга држава. Не може, веруете. Кажам како правник, не еве кој некој политичар. Не може во таа одлука. Да не се замајуваме. Коректно да види. Кога се носат уставните амандмани, одма стапуваат на сила. Одма. Одма има одлука, 32 амандмани има. Видете дали има така. И во Македонија, и во бившите Југославија кога се носели. Видете дали има така. Уставниот закон е сосема друго. Во уставниот закон и се носел неколку пати. Се одредува примената на уставните амандмани. Да се доразработат одредени закони за да може да се применат и така и така и така. Но не никако да можеме да зависиме. Еве гледате зависност која е наша. Кој ќе некојаш одлучува уставниот суд и на пример ќе каже по амандман 33 или кој, тоа и тоа е регулирано така. А кога стапила сила? По одлуката на грчкиот парламент на тој и тој датум. Не може така, верујте. Боле да кажете, например, во стапува на сила после една година. Ама не можете да го издействувате тоа. А не да зависиме од одлуките на други држави. Не може. Не може, верујте. Ама верујте, не може да тоа е така. И затоа да не се замајуваме, не издржливо тоа. Второ, овдека ние сами со себе си, како што вие си дебатиравте, нели, пред референдумот сами со себе, овдека ние сега овдека сами пратеници со себе си дебатираме и се надмудруваме. Кој на кого ќе го надмутри. Јас се надевам, вие како влада, вие како председател на владата, по завршувањето на втора фаза, собранието гласа една заклучок во кој што го задолжува предлагачот, тоа е владата на Република Македонија, во рок од 30 дена да изврши јавна дискусија. Замолувам, значи, тогаш, пошто сега имате 61 пратени, затоа викам порелаксирана за втората фаза, нема потреба толку. Ќе помине. Зошто сте сигурни?
Каде толку ви дадоа гаранција? И па сега зашто викате така? 61 пратеник е потребно за втората фаза и затоа викам до... Океј, не е спорно. Ве замолува во јавната дискусија, која ќе биде 30 дена, повикајте ги и направите јавна дискусија со сите институции. И Ману, ама не е само Ману да биде председател на Ману. Историчарите, повикајте ги сите. Поширока дебата направите. Немојте на брзина да направите јавна дискусија. За 10 на 15 дена и се собере овде еден извештај и толку завршена приказната. Да не оставаме последици со години да се расправа за тоа. Веруете, за претходните амандмани уставни која се менјали, имале пошироки јавни дискусии. Во 30 дена биле повикани сите институции да одржат. На правните факултети. И во Тетово, и во Штип, и во Скопје, сегде. Нека направат дебата. Нека се произнесат. Полесно и вас и нас како пратеници ќе ни биде, ако имаме одредено мислење од страна на нив. И ве поддржат. И ви кажат да заштитени идентитетот што се викаме Северно Македонци. Господине Заев, веруете, ќе покаже времето. Секогаш ние пишуваме историјата, другите ја читаат и ја раскажуваат. Дали сме во право, можда јас не сум во право, можда сте вие во право. Ќе покаже времето. Ама времето не е денес утре. Времето е 10-15 години. Кој се слегни све. Лошо е што со некакви математики и со некакви игри, што ги правите во врска со промена на уставното име, се непринципиални. Да не кажеме заткулисни. Знаеме што се случи на првото гласање. Со такви игри има краток ефект. Океј, ќе завршите работата, ќе ги исполните оно што ги имате ветено, ќе ве потапшаат, ќе кажат добро, право. Ќе завршите тоа што го преземавте, но ќе има трајни последици за Македонија. Веруете. Нашата е. Наследена ни е. Треба да ја оставиме ние на другите. Ако така правили претходните, до кај ќе било? Ќе немало да се Македонија. Затоа за вакви барем работи да не правиме некои потези со кратки ефекти, а со трајни последици. Благодарам.